Гледачи на контактната емисија Што мисли народот на телевизија Стар, вчера ја открија фирмата во која со години 170 работници пиеле вода од пластични буриња. Зошто работниците биле понижени и на овој начин, причината е повеќе од скандалозна. Се јавувам гледачка што е работил у таа фирма. Добро. Претходно беше точно конфекција, а сега фабрика за ластик и се работи за Јаја Мезлер. Не знам зашо тоа не се каже на јавноста да знае дека тоа е Јаја Мезлер, зашо се крие уопште. Вие сте го виделе ли ова? Вистина ли дека од буриња се пиела вода? Да, значи имаше водовод, на газата го прекина водоводот да не се плаќа вода и се ископа негов бунар и се носевме си шишиња од дома со вода. Дека во Јаја Мезлер било под секое човечко достоинство, потврди и друга гледачка, некогашна вработена во оваа фирма. Јас се јавувам поранешна вработничко Јаја Мезлер. Добро. Дека тоа е точно со водата и нема потреба луѓето што да мислат, ако сакат нека идат и нека видат. До вчера беше цевката што пиеме техничка вода, а сега оставија водоводот. Со која совест сопствениците и раководителите дозволиле понижувањето да трае толку долго е зачудувачки, но случајот буриња во Јаја Мезлер не е единствен поврзан со оваа фирма. Имено од вработени на оваа фирма, телевизија Стар денес дознава дека вода од буриња во оваа фирма повеќе не се пие, зашто бурињата биле заменети со гумено црево. Работниците велат дека водата најчесто е многу топла и повторно опасна, зашто цревото најчесто било на земја. Поради вакви и слични работи, Јаја Мезлер има искуство со инспекциите. Лани таму тоалетите се затекнати во катастрофална состојба. Имаше проблем со испарувањето на отровни хемикалии, непостапување според инспекциско укажување и многу други недоследности сврзани со условите за работа и работничките права. Поради ова, фирмата досега била и казнувана, но без оглед на се, таму крај на работничката голгота засега нема.